Добър ден на сите. Имаме кворум за работа и Комисията за явни дейности може да започне. Согласно член 38 от статутот на Општина Битола, службен гласник на Општина Битола, број 10 од 2005, свикувам седница на Комисията за явни дейности на Советот на Општина Битола, денес 22.1.25 година, со следниот дневен ред. Точка 1. Програма за заштита на потрошувачите на Општина Битола за 2025 година и точка 2. Правилник за искористување на средства од Програмата за социјална заштита на Општина Битола во делот на искористување на финансиска помош при адаптација на пристапност, мобилност и функционалност на лицата со попреченост до и во нивниот дом. Дали сме согласни со ваквиот дневен ред? Кој е за? Едногласно. Поминуваме на точка 1 од дневниот ред, програма за заштита на потрошувачите на Општина Битола за 2025 година. Имаме тука представник, имаме и ве молам во кратки црти во однос на програмата. Повелете. Може и тука. Добар ден на сите. Јас сум председател на Организацијата на потрошувачи на Битола, исто така и председател на Советот за заштита на потрошувачи формиран при Општина Битола. Сакам да истакнам дека нашата општина е една од првите која што формира ваков совет и која што донесува соодветно и програми за заштита на потрошувачите сиве овие изминати години, почнувајќи од 2006 година. Годинешнава програма која што ја предлагаме за работа се однесува сепак на цели кои што сите не засегаат како граѓани, зашто сите граѓани сме потрошувачи во секојдневниот живот, во сите меѓусебни односи кога стапуваме во некакви односи со трговци, било да се работи за услуги или за стока, во сите случаи, значи кога даваме пари за некаква услуга или за производ, ние сме потрошувачи. Значи, сметам дека ова е програма која што ќе ги засегнува сите граѓани на Општина Битола, па и пошироко, со оглед на тоа дека во нашето советодавно биро и во Советот на Општина Битола се јавуваат и луѓе од околните општини. Значи, приоритетни цели на програмата за 2025 е информирање и приближување на јавноста до новините во Законот за заштита на потрошувачите, како и останати закони кои што ја третираат оваа област, бидејќи, како што ви кажав, областа на потрошувачите се третира во многу закони, хоризонтална е, може се наоѓаме како потрошувачи, како пациенти, како корисници на различни услуги, на јавни услуги и така натаму. Значи, изголемување на свесноста прво на потрошувачите за сите нивни права, со оглед на тоа дека потрошувачите се послабата алка, да речам, од синџирот на пазарот, затоа што нормално еден просечен потрошувач има многу помалку средства, помалку информации, отколку сите компании кои што настапуваат заради профит на пазарот. Значи, основната наша идеја е повеќе да се едуцираат луѓето, повеќе да се информираат за сите новости, за сите права кои што им следат, но исто така и за сите обврски кои што како потрошувачи сите ние ги имаме. Новина е тоа што можеме да очекуваме и алтернативно решавање на потрошувачките спорови, а исто така од оваа година Организацијата на потрошувачи на Македонија веќе доби можност да застапува потрошувачи како во колективни тужби, што значи дека потрошувач кога еден потрошувач ќе се јави, некогаш сумата навистина е мала, меѓутоа, бидејќи не засега сите нас, може да се јават уште 100 или 200 или можеби 1000 и повеќе потрошувачи оштетени на истиот начин и тогаш станува сумата многу поголема и позначајна. Исто така, предвидено е зајакнување на соработка помеѓу институциите, вклучени во надзорот над пазарот. Досега имаме добра соработка, најмногу со Државниот пазарен инспекторат, затоа што тие 80% од работата на надзор над пазарот ја вршат. Зајакнување на соработката помеѓу Советот на потрошувачи на Општина Битола и Советот на формиран при Владата на Република Македонија, кој исто така донесува годишни програми
и во кои што ние како совет и како организација на потрошувачи често пати се вклучуваме било со присуство, било со учество во нивните расправи или во нивните семинари кои што ги организираат. Исто така предвидено е предвидена е поддршка на работата на Советодавното биро во кој што работи во состав на Организацијата на потрошувачите на Битола. Секојдневно работи за потребите на нашите потрошувачи. Можат истите да се јавуваат и на телефон, можат и лично да доаѓаат, можат и на имейл да поставуваат прашања, исто така и имаме веќе и веб страна, имаме можности на Facebook, значи и на социјалните мрежи сме присутни, се со цел што поблиску да бидеме до потрошувачите, до нашите граѓани кои што имаат проблем од оваа област и што побрзо и полесно да ги решаваме нивните проблеми. Јас во кратко толку имав, ако некој има нешто прашање, можам да Ви благодарам. Дали имаме прашања по точката? Немаме прашања по точката и преминуваме на точка 2. Правилник за искористување на средства од Програмата за социјална заштита на општина Битола во делот на искористување на финансиска помош при адаптација на пристапност, мобилност и функционалност на лицата со попреченост до и во нивниот дом. Имаме представник од општина Битола и ве молам да се произнесете по точката. Добар ден и од мене. Всушност станува збор за активност која е вклучена во Програмата за социјална заштита веќе 5-та година поред. Со овој правилник се дефинираат и одредуваат начините и условите за искористување на средствата на финансиска помош при адаптација на пристапност, мобилност и функционалност на лицата со попреченост до и во нивниот дом. Во текот на минатата година беа позитивно одлучени барања, вкупно 7 барања во вкупен износ, бруто износ од 399.440 денари. Се надеваме дека оваа година ќе има се поголем број на барања и се поголем број на потреби на граѓаните задоволени. Доколку има некои прашања во врска со правилникот? Ви благодарам. Дали имаме прашања? Констатирам дека и по оваа точка немаме прашања. Ви благодарам на присутните. Комисијата ќе премине кон гласање на точките. Точка 1. Програма за заштита на потрошувачите на општина Битола за 2025 година. Кој е за? Едногласно. И точка 2. Правилник за искористување на средства од Програмата за социјална заштита на општина Битола во делот на искористување на финансиска помош при адаптација на пристапност, мобилност и функционалност на лицата со попреченост до и во нивниот дом. Кој е за? Едногласно. Ги завршивме точките од дневниот ред и комисијата ја прогласувам за затворена. Ви благодарам.